Сработеното во периодот 2009-2012, неполни 4 години од мандатот на градоначалникот на општина Кавадарци, Александар Панов, денеска беше представено во јавноста. Имено првиот човек на Кавадарци даде отчет за реализираните проекти во општината во сите урбани и месни заедници, а се проговори и за капиталните проекти. Застанувајќи на чело на нашата локална самоуправа, пред себе си поставив неколку стратешки цели, целосно насочени од Кавадарци да направам пристојно место за живеење со изразено квалитетна и функционална инфраструктура, поволна социоекономска клима и културна дестинација, привлечна за домашните и странските гости, вели меѓу другото Панов во својот отчет. Почитувани сограѓани, почитувани сограѓанки. Поминаа 4 години од кога ја практикуваме локалната власт и како што е редот на крајот, сите вие заслужувате да слушнете што е она или да повториме што е она што го сработивме во изминатите 4 години. Воден од врвниот принцип и правило во мојот живот, а тоа е Кавадарци над сите. Посветено, честно, одговорно работевме кон реализација на што е можно повеќе проекти во ваша корист. Во тој смисол би сакал да ве подсетам на некои од проектите кои што со вашите пари ги реализиравме изминатите 4 години. Кавадарци ја реализира најголемата инвестиција кога се во прашање вработувањата во Република Македонија, со претходна организација на Советот и со помош на Советот донесовме нова урбанизација, урбанизиравме нова индустријска зона и таму моментално се работи на најголемата инвестиција од германскиот инвеститор Дрекслер Мајер. Кавадарци е една од првите општини кои што го реконструира уличното осветлување со нови LED светилки. Го реконструиравме коритото на реката Луда Мара и од неа направивме пријатно катче за сите наши сограѓани. Го реконструиравме градскиот плоштад со помош на стопанствениците од градот Кавадарци. Со помош на владата на Република Македонија се реконструира и се прошири патот Кавадарци-Ресава. Ја градиме нашата убавица црквата Света Петка. Кавадарци е една од ретките општини кои што има над 80% реконструирано воспитно образовните институции. Во тој смисол би сакал да истакнам енергетската ефикасност во делот на промената на ПВЦ столаријата, како и парните котли. Со помош на владата на Република Македонија обезбеден е бесплатен превоз за сите ученици, обезбедени се бесплатни учебници и компјутер за секое дете. Се гради и втората спортска сала, како и игралишта, спортски игралишта во секое од дворовите на училиштата. Изградено е ново подрачно училиште во населбата Глишич. Сите училишти имаат нови подови, нови WC јазди и нов инвентар. И Кавадарци е една од првите општини кои што го воведе електронскиот дневник. Во делот на народната кујна со локација и со парични средства учествува и локалната самоуправа, а со ова голем дел на фамилии од Кавадарци се стекнаа со бесплатен оброк. Реконструирана е и општинската зграда која што сега представува еден од најпредставителните делови на градот. Санирана е безизлезната финансиска состојба на јавното претпријатие Комуналец, кој што го затекнавме со над 1.200.000 евра долгови. Покрај тоа, јавното претпријатие обезбеди комплетно нов возен парк, подобрена е хигиената во градот, вратени се сите долгови, подобрени се зелените површини, изградена е пристапен пат до депонија Мелци и многу други инвестиции во јавното претпријатие. Реконструирана е спомен костурницата, како и куќата на Страшо Пинџур. Реконструкции и доградби во детските градинки во просторот за престој и кујната. Бесплатен градски превоз, прв во Република Македонија. 3D кино, прво во Република Македонија. Да подсетам, Кавадарци беше и град на култура на Република Македонија и воспостави такви стандарди кои што денес се тешко достижни. Реконструкции во Домот на културата и финансиско санирање на состојбата во Домот на културата. Реконструкција и адаптација во музеј, галеријата и библиотеката Фетки. Нов пристап кон организацијата на Тиквешкиот гроздобер и Свети Трифон, кој што имаа за последица привлекување на што е можно повеќе посетители на градот. Нови 2 противпожарни возила, како и промена на стандардите и подобрување на квалитетот на работата на противпожарната служба. Реконструкции во спортската сала Јасмин и спортската сала Партизан, како и повторно враќање во владење на градскиот базен кој што со децении не можевме да го користиме. осветлување и озвучување на атлетската патека во спортскиот центар.
Го вративме Кавадарци на метеоролошката мапа со инсталирање на автоматска метеоролошка станица. Уреден е дворот на ЈЗУ здравствен дом, донирани се 2 амбулантни возила, телевизори, душеци и дополнителна медицинска опрема. Реконструиран и продолжен е колекторскиот систем. Уредени се скоро сите долови во градот. Асфалтирани и поплочени се 10 фудбалски и кошаркарски игралишта. Изградени се над 15 детски игралишта и паркчиња. Обновена е целата урбана опрема, како и инсталирана е нова урбана опрема. Изградени се над 13 километри асфалтни патишта внатре во градот, над 46 километри со бехатон и старата гранитна коцка. Изградени се 300 метри цвечарници, 250 метри подпорни зидови и над 6000 метри патишта со тампонирање. Почитувани сограѓани, би сакал накратко да ве подсетам и за оние капитални инвестиции кои што се сега во тек. Кавадарци во самиот момент го решава проблемот со водоснабдувањето. Со помош на владата и Министерството за транспорт и врски, во тек е реализацијата на најголемиот капитален проект кој што има последица за решавање на најголемото прашање и проблем на Кавадарчина, тоа е водоснабдувањето. Во тек е реализација на инвестиција од над 2 милиона евра со кој што Кавадарци наредната година ќе испадне со информација до сите граѓани дека повеќе нема рестрикција на вода. Кавадарци во тек го реализира и паркот на револуцијата. Ова е во тек и во реализација заедно со Сдруженијето на борците, по нивна иницијатива да сите споменици од време на Втората светска војна ги собереме на едно место каде што ќе бидат побезбедни. Кавадарци го реализира и новиот музеј кој што ќе говори за идентитетот на сите кавадарчани. Во тек е реализацијата и на кружниот тек на градот. Во тек е реализацијата и на градинката во Ваташа кој што територијално ќе реши еден голем проблем. Во тек е реализацијата и на асфалтирањето на патот до Мушов гроб. И секако во тек е новата инвестиција во винарија, германска инвестиција која што исто така ќе има за последица вработување на Кавадарча. Почитувани сограѓани, зошто е Кавадарци над сите? Над сите е затоа што ние сме специфични, затоа што си стоиме до своето, затоа што сакаме Кавадарци да го стигне Скопје и Кавадарци да заличи на европски град. Токму заради тоа и јас и сите вие заедно работевме изминатите 4 години да создадеме што е можно подобри услови за Кавадарци, да се фалиме со Кавадарци и да не завидуваат на Кавадарци. Со цел граѓаните поопширно да се запознаат со резултатите од сработеното во мандатот на овој градоначалник и локална самоуправа, отпечатена и брошура која ќе им биде достапна на сите граѓани.